како заклучок да го извлечете од презентацијата дека се размислувало за безбедноста на крајниот потрошувач за кој што ќе конзумира овие производи. Ако приметивте, упорно се инсистира на следливоста и да потекнува, да речеме, од одгледувалишта или објекти кои што веќе се под контрола и кои што се гарантира дека здравствената состојба со животните е во ред и дека задоволуваат некои основни минимални хигиенски барања само да не се дојде до загрозување на здравјето на потрошувачите. Во правилникот сам ќе видите дека доста е малци и комплексен и ќе треба да се објаснува и на терен со луѓето кои што сакаат да го имплементираат, тоест фармерите и малите производители. За таа цел овде со нас и заменик директорот на Агенција за поддршка на земјоделието кој што се наоѓа во Битола и тие во наредниот период ќе се вклучат во промоцијата на терен на самиот правилник како би постигнале што повеќе фармери или они заинтересирани кои што се такви мали производители да може да го преминуваат и да ги преминуваат стандардите кои што се бараат или условите по овој правилник. Што ќе значи новиот правилник за фармерите? Што ќе можат да произведуваат и да продаваат вака појасно кажам, кратко? Фармерите све што го производат, значи од животинско потекло производи кои што ги имаат од животни, па и од нив што се може да произведат млеко или млечни производи, ќе можат да ги произведат во согласно со правилникот и условите кои што требаш се исполнат, и кажавме оние минимални услови хигиенски за производство и за ставање во промет, да ги исполнат и тојаш нема да зависат од откупувачите, него ќе може да произведат одредени количини на собствената фарма и да ги пласираат до крајниот потрошувач. Тоа значи до вас да ги пласираат директно како крајен потрошувач или да ги понудат во некој маркет кој што продава таков производ. И затоа таму се пишува дека треба да се знае од кое одгледувалиште потекнува, датумот кога е направен производот, значи таа следливост што настани е многу важна во обезбедување на безбедност на храната и во контролата, мора да испочитуваат. Целта е да се олесни, да можат директно да ги пласираат нивните производи до крајните потрошувачи. Тоа значи сирење од мандара, колбаси од може да дадем за да може да ги пласираат под услов да тие задоволуваат одредени хигиенски барања кои ги бара овој правилник. Исто така за прв пат може да надополниме медот од страна на примерните производители како примарен производ е дозволено да се пласира на целата територија на државата и во количина до 1000 кг и во количина од 5000 кг. До сега медот како примарен производ може да го продават само на фармата, на одгледувалиштето и понатаму не. Сега со овој правилник се регулира неговата продажба на целата територија на државата, што е улеснување за примерните производители на мед. Како коментирате забраната на косовските власти за извезување од Македонија до Скопје? Прво би сакал да кажам дека македонскиот мед и компанијата која што извезва таа е со извозен европски број и македонските производи ги задоволуваат светските стандарди, тоест највисоките стандарди што се барат и од Европска унија. Компирот исто така брзо за некој месец-два ќе добие дозвола за извоз во Европска унија и ние ќе побараме од косовските власти во текот на утрешниот ден да ни со аргументи да ни објаснат врз основа на кои меѓународни стандарди ја воведуваат ова забрана. Дали очекувавте оваа забрана од страна на Косово? Воопште не ја очекувавме, затоа што ви кажа, има меѓународни правила по кои сите ние функционираме. Значи, не држи изјавата на Косово дека со ЦЕФТА договорот или по други меѓународни стандарди не ни следови, тоест може да ни воведат забрана. Дали се може би размислувате за некаква си реципрочна мерка со оглед на тоа што Косово досега неколку пати го кршеше ЦЕФТА договорот и со Македонија, најново нели со Србија и со Босна и Херцеговина? Не би сакал на надлежниот орган кој што тоа е мерка воведена. Дали има некој нема индекс да се прошири? Не, сега колку што знаеме за тоа најави дека. Какво е состојбата со африканската свинска чума? Докаде одстрелот на дивите свињи од
покава вкупна бројка колку имаме до сега отстрелано? Решението е издадено. Има веќе организирани неколку организирани лов или отстрел на диви свињи. До сега имаме пријавена една свиња отстрелана, меѓутоа позитивното е тоа што ловците излегоа на терен и оној што викаме ние пасивен мониторинг не приметија угината свиња која што нас би ни ја пријавиле за да може да земеме мостра и да испитуваме. Како што знаете, агенцијата спроведува мониторинг на секоја отстрелана свиња од 2017 се врши испитување за присуство на вирусот на африканска и класична свинска чума, како и испитувања за присуство на трихинелозата. До сега вирусот не е диагностициран во сите тие примери нашите не се донесени. Добро, разбрав, само една е до сега? Да, затоа што приликите се такви, има бујна зелена маса, а и свињата скриена, а ние забранивте да се лови со кучиња, да не се разбркува свињата шета кај што не треба да оди. На која територија беше организирано отстрелот? Имаше македонски брод, Гевгелија, нешто Паланка сака. Паланка, Крио Паланка. Да, Крио Паланка, источниот дел. И има најава поорганизирана да дојде од Федерацијата на ловци за викендот што е на 25 август, каде што по обемен ќе се излезе на терен за отстрел. Проценка колку има во Македонија диви свињи? Би требало да прашате Министерство за земјоделие, не би можел да ви кажам. Значи, друг податоците ги имаат други институции за тоа. Благодариме што дојдовте толку број.